Здраво патриоти и патриотки, тука е Патриотско друштво. Денеска со нас е гостин Филип Танушевски и денеска ќе зборуваме за како да направиш една добра забава, затоа што Филип е организатор на забави веќе поголем период, веќе 10-15 години претпоставувам, а и е собственик на Big Bang Invest, така да може многу да ни каже за како да се направи една успешна забава и да се да ви каже како и вие да влезете во ваков вид на забава. Јас, например, правев една забава, затоа кој ќе зборуваме подоцна. Филип е тука да ни каже поконкретно, повеќе искуство има, така да Филип ти благодарам што дојде на оваа емисија и се надам ќе направиме еден убав мовет. Здраво на сите, значи најнапред ми е голема чест и задоволство што сум дел од овој подкаст на твоја покана и со задоволство јас ја прифатив, па се надевам дека нешто ќе дознаат гледачите твои во поглед на настаните, како се организира забави и концерти сеедно. Јас и ти се запознавме пред можеби една година, тогаш и правев муаве, јас кога ги организирав забави, прво вечер во Скопје, јас бев хаос, лудило, не знаев ни како да се организира, како да се постапат работиви и со другар ми Дисанто, викам, ајде, дај ми, викам, помош, совет, викам со кој да се консултирам и ти искочи на сценава, ми ги каже работеви и затоа стекнав добро искуство за јас утре во иднина да го искористам тоа да си ги поставам некои работи. Па кажи ми, еве, например, ова цело искуство што го збориме сега, како започна кај тебе приказнава, како се случи тоа? Да, убаво ти текна, значи ти кажав тогаш неколку точки кај што ти ги запамти добро и ти продолжи понатаму да си тераш како што си како што треба. Во минатото, значи, кога сите бевме многу мали, јас сум 32 години сега моментално, на мои 14-15 години имаше некои излагања, забави, Папаја, Вулкан, такви беа, каде што секој од нас беше на некој начин дел од тие забави и ми се виде така атрактивно и природно добро да у случај дека јас, ако сум дел од таа организација што организира диското или клубот, дека си бил менаџер некој. Да, дека нели преку ред влагаш без пари карта во тоа време, све ти е интересно дека си мислам помало дете као некој начин. Да, јасно, лаво тоа. Почнавме првично организирав екипа моја, јас сум иначе од Карпаш. И сега нели таму као градска средина да речам, луѓе, гужва голема, сам све ти е блиску, центаров ти е блиску, така и дискотекиве ти се блиску. Во тоа време идевме пешки ние на Хекрат, значи немаше такси, за нас мислам ова таксито беше скапа работа во тоа време. Идевме луѓе што се Карпош, Тавталиџа, пешки до клубот до кај што сакаме да идеме. И нели тука ти е без пари. Пијачка, имаш влез, преку ред, те знаат сите и тоа ни изгледаше нас многу добро. И јас оформив една екипа своја, каде што, да, мислам, на некој начин, многу луѓе влагаа преку беше системот. Да. Флаери ти даваат, пример, главните на дискотеката и ти ги делиш тие флаери, на твоја екипа ги даваш, таа екипа се подпишува дека се од твојата екипа луѓето и ти ги бројат. И така беше системот на наплата. Колку луѓе ти влезат со тие флаери, а со тој флаер имаш пијачка. А без тој флаер не можеш да влезеш во дискотеката. Да. И така беше системот на наплата, се зимаше во тоа време 20 денари од секој флаер влезен. Значи картата тогаш беше 150 денари, влез во дискотека на джуниорова од 9:30 до 12. После тоа сама на дискотека си имаше сениор од 12 сат. И во тоа време, не знам, се собира 100-200 души преку наша организација, да речам. Многу е битно да кажам дека првично јас, кога сум го почнал ова да го правам како екипа, сум го работел сам, пример пола година, некоја сезона во тоа диско, да речеме Биту, карикирам сега, Биту сите добро го знаат на времето, на Камењар беше тоа диско, на джуниор. И во тоа време менаџери главни беа Сале и Војдан Карапетковски и Сале Јовановски. И они ме знаат добро во тоа време, значи си имавме секој своја екипа, каде што мојава екипа, да речем, имаше, пример, 100-200 души влезено внатре. За нас тоа беше супер. Колку се заработуваше тоа прилика? Еве викаш 20 денари, околу 20 денари од флаер влезе, значи 100 ако ти влезат се 2000 денари. 2000. Во тоа време 2000 денари вредеа пари, значи беа пари, значи не се ко сега 2000 денари. Ко
тогаш да си земал, не знам, 4000 денари дупло од сега. Да, да. За млад човек тоа е супер. И нели таму те знаат сите, све е супер. За подоцна, мојот другар најдобар од основно да ме викне кај него дома и да ми рече зошто ти сам да бидеш како Филип Танушевски, дај да направиме екипа, заедно да работиме. Човекот се вика Христијан Христов и е исто пријател со твојот човек Дисанто. Да. И кај него дома, значи тоаш имаше некој компјутер Pentium 4 некој. Тоаш излезе и Фејсбукот и ја создадовме во 2010-та. Значи првиот фан пејдж на Big Bang Crew во тоа време, имаше многу други екипи различни, пример не знам Balance Crew, MM Crew, некои други екипи. Нашава решивме да се крстиме, мислам да се вика Big Bang Crew. Јасно. Така ја создадовме Big Bang Crew на кај него дома фактички. После он активираше други луѓе со него и така мојава екипа се зголеми, на некој начин бевме ортаци со него. Потоа, како што нели формираш екипа, имаш неколку малце лајкови некој, па се бориш за да собереш нели следбеници. Во тоа време Инстаграмот не постоеше Инстаграмот. Па така луѓето дознаа за нас. Значи почнаа да не викаат кафичиве. Значи дискотекиве на Junior веќе прекинуваш да ги правиш и почнуваш, не знам, те вика некој менаџер од Рамстор се отвори тогаш молот. Се викаше Дежаву, имаше еден кафич горе десно. Во тој бевме као менаџери, после уште 2-3 локали, на крај 2011, значи година после тоа, има еден дечко, се вика Андреј Андонов, го запознавме во биту, не предложи на Ленинова. Значи Ленинова во 2011 беше улица, Шема улица, каде што сите убави луѓе излагаа. Значи, тоа е улицата на Шемата, да речем. Тоа своевремено беше Шема. И тука имаше кафич до кафич. Значи кафичот беше еден кафич на 1 метро, друг кафич, па трет, четврт, пет, шест, значи тука имаше 20 кафичи, као да си негде. Јасно, така. Да, и не викна по препорака негова, отидовме, не викна Ненад Пантовиќ, моменталниот газда што е на Синьори. Дечки, да работиме, кафичов се вика Имидж, дали сакате, сакаме. Дојдовме таму, се договоривме, проценти како што, ние уште тогаш тазе не знаеме што како се движат, колку е толку е, си тераме. И са нели тука си средно, ти ги викаш од средно, па некој сака да дадат, некој не ќе. Нема врска, не сме се откажувале, са кажам. Значи некои луѓе не ти доаѓале, пример, што ти се многу блиски не ти доаѓале. И отприлика која било вака на пример процентот, на пример ти викаш луѓе пријатели и ти за секој пријател земаш и процент. Отприлика колку е тоа? Види, во тоа време само што ти кажав дека се биле пример на флаери во тоа диско. За флаери, На Junior, тоа што се знаело дека од човек земаш пари. Сега овде приказнава е друга, значи кога не викнал Ненад Пантовиќ, вкупниот промет на локално. Ти го дава на тебе, ти го делиш со твојата екипа. Само мојата екипа може да биде 20, 30, 5 души. Јасно. Само си плаќаш и диџеј, си викаш кој сакаш и тој. Значи ти го работиш, ствари си некој како локално, значи во таа екипа бевме јас, Перо Трпковски, Ненад Пантовиќ и Андреј дојде заедно. И Христијан Христов бевме заедно сите. И тука нели имаш поводи различни. Порано се славеше 1 април. Сега гледате дека 1 април не постои како ивент. 1 април тогаш на таа улица се славеше со маски, со 300 чуда, ме разбираш. А сега е Хелоуин. Значи се сменува трендот, самиот тренд се менува. Од години во години, во овие 15 години, речам, тој трендот, да речам се. Имаш некои други, пример, Валентин, не го слават, ама некако мора да направиш некоја забава за тој период. И сега, ние во тој период правиме забави секоја недела. Значи, не правиме по кејф еднаш месечно, годишно, на 3 месеци квартално, него правиме секоја недела. Секоја недела, например, петок, сабота. И ние нон-стоп си работиме. Значи, јас сум идел од Карпаш пешки до Ленинова, без пари или со пари од дома, колку ми дале 100-200 денари, сум се враќал со 1000, 2, 3, 5000 денари дома. Значи, само да кажам дека не сум бил некој со коли, со мотори, нешто да... Јасно, да. Али си влегол во таа шема, да речем, каде што сите имаат све.
во тој период. Да, бе, да. Мислам 2011. И нормално конкуренцијата се гледаш, во тој период не ни сваќаш, тие ти се другари од Карши, не ги гледаш како ни пријатели државни, него ги гледаш како другари што се до твојот кафич, ме сваќаш. Јасно, да. Значи не се тепаш ти со нив, не си багабон до тоа време. Да. И си размислуваш дека е окей да си менаџер на локал, да си правиш забави и дека е супер тоа се. За после некој време да дојде еден човек, Синиша Сичо, тој беше главен менаџер на Hard Rock во самиот локал, и рече: дечки, вие правите тука забава, дали би сакале вашиве гости од тука да ги носите афтер парти во нашево диско. Тоа диско Hard Rock летно е сегашно Privilege. Летно. Да. И јас ќе ви дадам гратис карти, сите луѓе што ви се од кафичо, пример 100-200 души колку и да имате, афтер да дојат, значи мојава забава од 9 до 12, од 12 и пол почнува дисково, може да дојат кај нас, со тоа што да имат, нели, да се полнолетни над 18. Сега ние тој период, некој полнолетни, некој не е битно, тој не пуштал. И сега, од наша журка, кога идеш во Hard Rock, во летното Privilege сегашно, и ти како 18 годишен или 17 годишен, само креваш вака рака и на 1000 души, колку да има гужва, ти влагаш преку ред. Пак исто се повторува како деца, ама на подруго ниво. И пак ти е тоа актуелно, интересно, убаво, ме сваќаш, што знаат луѓе, девојки, машки, све. Се што треба. Значи, едноставно шириш круг на пријатели. Да. И тоа тебе ти е убаво. Јас сум социјален лик, значи не сум затворен тип. И ми е убаво да запознам контакти, да разговараме на тема, да дебатираме, да... Да. Јасно, да. Како што се еве сакаш да дебатираме тука и да дебатираме и тие, мислам, овие ликови ви кажам, мислам затоа што не се многу битни во самава организација, што тој дошол човек и мислам почнавме ние од таму пари да земаме од тоа диско. Значи првично што се вика сме работеле за пијачка 2-3, кога сме влагале во некој кафич да работиме, ама тоа било еднаш два пати. И толку. И после тоа веќе кога сваќаат луѓе дека носиме стварно луѓе, дека се прави промет, дека има промет, и почнале да не плаќаме. Значи ние не сме почнале одма веднаш менаџери од сега сакаме да бидеме менаџери и утре сме менаџери. Не, значи тоа е пак некој долг процес каде што главните во дискотеките на Junior не работеле нас, ама ние не билдале нас на некој начин. Така и овој Синиша, значи ни дал работа, ама и он зимал од нас, значи обострано задоволство. И пошто јас сум вага у хороскоп и не сакам другава страна да е оштетена, сакам да е све избалансирано и сите да се среќни весели. Гостиве што дошле да се супер, да си поминат убаво, ја да земам пари, газди да земат пари, сите да сам диџејот што ќе пушта музика, тој конобарот и било кој да земат пари колку што треба све. И приказнава од таму почнува иде само нагоре и нагоре. Како што ти запознаваш луѓето те препознава. Значи ти си препознатлив. Да. Као ти си изградуваш веќе бренд. Да, некој бренд, например Филип Танушевски, Big Bang Crew изградуваш, сега во тоа време беше шема Crew. После како што е време, го преименувавме во евент, да не биде се ептен детски име, разбираш. Како и да е, битно запамти дека странава е формирана 2010 година. А сега сме 2025. Функционираме цело време, во тоа време на нашиот фанпејдж се објавуваа слики од самава забава на фанпејџот на Facebook и така самава, страница крена рич, кога сме кај маркетингов, у поглед на маркетингов, дека мојава страна на Facebook профилов има 22.000 следбеници. Има негде околу 400 оценки за петки, има некои си кецови, нормално, што не може секој да те сака. Јасно. Значи во држава, знаеш, сам дека не може сите да те сакаат, мора некој да те мрази. Нормално, да. Како и сега овој подкаст може да, сигурно ќе има и негативни коментари, нормално е, ама и тоа е лоше сите да те сакаат, значи ја тоа викам цело време. Да, значи ништо не е, вечно како и да е. И приказнава е дека во тоа време почнуваш од ќе каже некој -0, значи од -0 уште поише минус од многу назад почнува. Значи ти си пешки човек и стигаш до, не сум ја некој гигант, нешто да не ме разбере публика погрешно, ама стигаш до степен да секој те знае во градов. Едино, не знам, се лака глупо е да се каже, ама јас кај да излезам негде во некоја дискотека, секој мисли дека ја работам дискотека јас. Значи тука си сега ме прашуваат као имаш прашање, сега тука си работиш, дека не, излезам сум во Пјуре конкретно излагам и влагам во Пјур и братца тука си ти, ја викам не сум тука, значи саѓаш. Да, јасно. Значи ние
како што се шири тој круг од речеме забава шемава се почнуваш нели да идеш на факултет, така? Да. И сега на факултет со мојот ортак во тоа време Христијан Христов, идеме на факултет, запознаваме премногу луѓе, не знаа таму студентите и имаше таму мислам студентски парламент на факултетот. И сега ние сме прва година, а ние имаме некој си бекграунд претходно, дека нели не знаеме луѓе, не знае народ. И нормално ние тој авторитет од студентскиот парламент на економски факултет не можеме да го прифатиме, каде ќе кажат тоа никако некои овци ние да идеме по нив, ме разбираш? Значи они викаат пример забава ќе биде во, не знам, во Midnight, ние со другаров не сакаме да биде во Midnight, карикирам, не ни е добро таму, ќе ја правиме у Биту, да речеме. И во тоа време нас, освен ние што не ни било овозможено никакво право, да речем, на глас во тој студентски парламент на факултетов, на економски факултет, тие луѓе таму беа поставени политички. Не знам дали знаеш. Па, сигурно, да, претпоставувам, можам да. Може сега ситуацијата може различна, може не се политички поставува студентски, мислам председатели, не знам како е сега. Да. Во тоа време беше така. И они кај ќе кажат, пошто во таа забава има некој денар останува и за нив. Да, да, јасно. Освен они што располагаат со државни пари, нели, што им ги дава спуким, и плюс сака да заработат за нив пари. Ние го гледавме тоа како неправда. Јасно, да. И што направивме ние? Знаеш? Си направивте со своји забави. Ние го договоривме панки во Дион и авторот го направивме во Биту. А они правеа во Midnight, автора претходно во некоја друга кафана. И погоди кај дојдоа професориве и студентиве и сите луѓе. Па кај вас би требало, дали? Да. Значи во Биту имаше 1500 души. 1500 души, да, цел факултет беше таму. Леле, тоа е сериозна бројка, многу луѓе се. Да, и тука работевме на принцип гратиси, значи ги поделивме гратиси на факултет. Од секој смер имавме по еден наш човек што ќе вика луѓе, ќе организира и така се створи една фама, еуфорија дека забавата е во Биту и во Дион. И така ги запознав и газдеве на страна во Дион во тоа време. И веќе се шири приказнава тука. После таа забава масовна што направивме во Дион и во Биту, имаше ни двајца ликови, Јовица Крстановски и Чомбе, дојдоа во Дион, дали сакаш да работиш у Привилеջ. И така почна приказнава со Привилеջ. И во тоа време Привилеջ беше најдобро диско за излагање. Прво беше Ванила. Тоа која година? Која година му доаѓа? Па види, ако 2011 тоа би му било негде 2015-16. Да, 2015 тогаш почна да работи, тогаш беше шема Привилеջ. Картел беше па Ванила, па Привилеջ. Да, ми текна и мене, да. Да, и тука веќе приказнава, мислам благодарение на нив двајца, приказнава се зголемува. Значи тука они не ставаат во најдобро диско, да речам, во Скопје, во тој период најшема диско, не бираат нас како менаџери, плюс они си има нивна екипа, некои луѓе нивни, таму 5-6 души, 10 еве, и ние работевме на принцип пониска програма, повеќе менаџери, значи можеше газдеве да не плаќаат нас како менаџери. Сега веќе исто смене тоа мора да се потенцира. Да, сега дека не постојат веќе менаџери како во тоа време 10 души менаџери сме, имаме поевтина програма и тераме со диско, правиме диско петок сабота. Туку сега се сведува на газдија се викаат пејачов сам си влече, си се рекламира тоа све маркетиншки и си се јавуваат луѓе си плаќаат картисите. Да. А тогаш имаше, нели, може да пуштиш и гратис, пошто нели програмава не ти е многу скапа и менаџеров беше да речем побитна карика у приказнава за ноќниот живот. Па тоа мислиш дека е до социјалните медиуми или зашто се смени така нагло работава некако, мислам? Дали сега преку социјални медиуми па не знам, може полесно да кажи ми едно промери? диско во градов каде што можеш да излезеш на пијачка. Без клуб. Без при тоа да мора да резервираш, да биде све така лабаво, амерички стил. Освен салун, ја не знам такво место некоја. Значи салун ти вика нема резервации. Пример. Да. На секој друго место мора да резервираш ти за да дојдеш таму. Така? Да. Значи
тој амерички стил излагаш во бар, пример во клуб, без да резервираш со девојка, другар. Мислам, друштво го немаш тоа, така нормално однесување, као ти доаѓаат гости од, не знам, од Германија, треба да излезеш у вторник и кај ќе ги носиш ти у вторник? Нема каде. Салун само, така? Да, салун, стварно во Скопје тоа е страшно, стварно ти треба странци. Нема клуб таков што ќе функционира без резервации, да, лабаво. Као излагаш на пијачки, сам не сум мистер Джек дека е така, ама тоа е као кафич, не можеш да го рачунаш така тоа. Да, стварно салун да не е. Салун да нема кој да однесеш ти во среда, во понеделник има можда после 12. После 12, да. После 12, да, у Скопје кој ќе видиш град од 600.000, ноќниот живот е ставен на само на салун. Не е само на салун. Петок, сабота зборам, не, зборам до да. четврток, од понеделник до четврток. Можеби некоја забава ќе се направи сега во 3 нешто прави, ама тоа беше за роден ден, али зборам за главно вака кој ќе видиш за место да искочиш, нема стварно. Тоа е можеби не знам дали. Да, дискотеките си функционираат, све е супер, си викаат пејачи, си наплаќаат карти напред, ваучери или со тоа све. И сам се зимаат карти од кај нив. И тоа све треба однапред да го правиш ти, да, пошто ти можеш и самиот ден, ама самиот ден се различни цени, мислам нормално, да. Не е истава цена претходно ако резервираш и сега. Јасно. Исто така се смени и причава со Салиеве, со Борис Трајковски, со Јане Сандански, почна многу концерти да се прават, така? Да. Се викаат српски пејачки и сега сам Јане Сандански. И нашиве знаат да направат нешто сега е по. Да, ама тоа нашиве кога прават не е нешто да кажеме. Мислам, супер изгледа, одлично, и ДНК, и Next Time, и било кој што правил Борис Трајковски во Јане, ама некако самиот народ ги поддржува, ама не е спремен да плати за нив. Зашто е тоа? Дали е до вредност, дали музичар? Да, не те сваѓам, Значи, као тие топ е све, ама многу ми е 800 денари за карта ако треба да платам. Да, а тој не разбира дека самава сала, пример, може да кошта 10.000 евра, пример. Зашто тој мора да ја плати, тој што е организаторот или Next Time или било кој нивен менаџер. Значи дека во таа приказна треба секој да заработи. Next Time треба да си го наплати тоа што го прави, пример, со години наназад. Треба да се испочитува трудот. Да се испочитува трудот. Мислам, нивнава креација, создавањето нивново постоење треба да се наплати, ме разбираш? Да, јасно. Мислам, народов не го цени тоа доволно. И го цени, ама не доволно. Како кога би донеле некој српски пејач од Балканов, што е многу актуализиран. Например, кој да го викне српски пејач од Балканов, што е у тренд, значи зборам во тренд, не е само да е пејач српски, него да е стварно во тренд, во хајпот да е негов, а нашиот народ е спремен да плати 1500 денари карта за него ли да плати за Next Time во Јане Сандански или да ДНК во Борис или било каде на сладкаристика на Тонизен во Борис Трајковски. Да, те разбирам. Не е спремен да плати, а 2500 кој може пејач да плати. плаќа 2500? За кој се ти? За Аца Луга, за Театировиќ, тие кои Да, знам дека нема врска, дајете сам не сакам да ги именувам, да. Па еве да ги именуваме, не, стварно еве Театировиќ. Само да кажам дека сум бил дел од организација. Да. И сега пада се натиме на тоа нашето, дека како што се шири кругот, нели, влагаш во дискотека, менаџер, работевме таму 5 години, у меѓувреме Христијан се повлекува. Чисто за фото рекордс, како би рекле, дека Христијан од организацијава се повлекува, ме остава мене. Фактички Ненад Пантовиќ исто во тоа време се повлекува, он си тера со Џимиринки, како помали тоа си тера со Џимиринки, па после отвори тој бренд од Синьори што му го отвори. Што си го отвори он. Сега нели сме веќе да речам попознати, причава и сега работиш со едно диско, па со друго, па со трето, со четврто, со различен тип на кругови, менаџери. И тие менаџери не се како менаџери како во фирма некоја менаџери, него тие се менаџери што ги знае народ, што би повлекле маса на народ. Во тоа време менаџер се класифицира човек што може да повлече народ. Значи човек што може да организира други луѓе да дојдат на одреден место, настан, така ги класифицира менаџери. Сега да не разберат луѓе дека менаџери некој во некоја корпорација сме ние сега тука. А пејачеве не носеа луѓе, мислам самиот пејач ако да дојде на пример да пее,
Претпоставувам и тој си имал сила да си повелича Да, сам тој сам пејач, не сега, значи да се вратиме назад малце. Порано пејачиве ни биле пример некои од Македонија. Значи ние не сме соработувале на почеток со некои српски пејачи, него ни биле пример, дали некоја пријателка сме запознале, пример пејачка сака да биде, не знам. Сме работеле ние од 2010 до денеска. Немаме препуштено нова година да не ја организираме. Тоа ни е као некој вид традиција, нешто, дали манан или доблес, не знам, али не смееме да пропуштиме нова година, освен короната. За време на корона, единствено дома, од 2020, татко ми рече, еднаш за нова година си домати. Значи, од 2010 до 2025 сме, колку години тука? 14 години, цели. 14 нови години, јас, и минус таа едната од коронава, 13 пати не сум бил дома за нова година, никогаш. Во никаква домашна атмосфера. Стално сум бил во организација на мојот настан. Сакам да те прашам, еве вака, како е да се организира една забава? Ако може детално да ми кажеш од почетокот, од организација до крајот, на пример, кои се твоите некои тајни, некои совети, чисто да видиме што уствари, еве, прилично имаш големо искуство и самиот кажуваш, што е тоа што тебе те прави посебен од конкуренцијата, тој дел ако можеш да ни го споделиш. Прва работа, сум истраел толку време. Значи имало тогаш екипи, сега има други екипи. Единствено јас уште еден двајца може сме останале до ден денеска да функционираме како екипа. Како екипи. Јас сам најчесто работам со Андреј Андонов, сакам да го поздравам тука исто. Со Дисанто, твојот човек Дисанто. Да. Поздрав до братот. И имаме неколку поддржувачи наши, ќе ги кажеме покасно. Сакам да кажам, најнапред, конзистентност е прва работа што те издвојува од останатите. Тоа значи дека тогаш имало други екипи, сега има други, ти си останал истраен, че си бил конзистентен. Да. Освен што си истраен, ако си конзистентен, ти ностоп си меѓу народ. Така? Да. Значи сега има еден настан, па после некој време друг настан, значи ти не си правил пауза. Значи штом си ти конзистентен цело време, че тебе се повеќе народот те запознава, те лајка, те фолоу, ти прави на Инстаграм, ти се зголемува ричот, ти се прави све. И сега, пошто си таков, луѓето те препознаваат. Ако те препознаваат, луѓето сами ти се јавуваат. Значи, порано сме ги викале ние луѓето. Значи, како да се натиме назад, као Ленинова и Биту и тие другите локали, сме ги викале ние телефонски. Сме трошеле може и ова. Кредити во тоа време и све. Сме ги викале, ајде брат, дојди, ќе биде добро, супер ќе биде. Значи, а сега и тогаш сите така правеле менаџери. Сега се смени да мораш ти на гостинов да го кажеме, да му иницираш негова желба за он да посака да дојде на таа забава твоја или настан. Значи ти сам треба да му ја креираш таа вредност или желба, да речем дека тој ќе посака да дојде и тој сам да ти се јави тебе. Значи ние не викаме веќе така луѓе. Ај брат, те молам дојди, ќе правам забава или правам ова или правам тоа. Не викаме никого. Тој што сака си се јавува сам, не препознава, знае, телефонот мој не е променет, мислам дека овој последниот 5 години ми го знаат многу луѓе телефонов. Ако не мојов на другиот човек го знаат и сами си се јавуваат. Значи тоа е поентата да си постојан, да не те снемува, значи мора да си меѓу народ и се луѓево сами ти се јавуваат и те барат. Пример, се случува и да нешто што немам поима јас од тој настан, да ме прашува за Златна Вовамара. Пример, јас никогаш не сум ја организирал Златна Вовамара, не сум бил дел од организација на Златна Вовамара, ама луѓето прашуваат кај можам да најдам карти за Златна Вовамара. Јасно, да. Тоа е таа причина, нели? Исто така и за некои други настани што не се во наша режија. Сега ние во теков на една календарска година имаме некои наши настани што ги организираме чисто како организација, имаме неколку соработки обавезно со други продукции. Значи ние работиме, отворени сме за соработка со сите, нормално што честни и поштени како нас. Вака сам глупо звучи се. Не, па добро што. Али ние сакаме фер третман со секој еден и
освен нашиве настани што ги правиме, наречеме предновогодишни забави, Нова година, Стара Нова година, не знам, летно, Мавро, еве сега го организираме Да, евете за реклама, ама добро, ова ќе искочи маса покасно, така да ништо. Да, значи да кажем дека ќе беше Мавро. Да. Еве Маврово добро помина на 16.2, го правевме, беше вистински спектакл. Имаше над 500 души, горе на Тривкова колиба, може и ќе пуштите видео. Да. Мислам, може да пуштите видео. Од Скопје се идеше со автобуси. Од Скопје организирано. Од Скопје, да, со автобуси и коли и горе, мислам, забавата е со 3 диџеја, од 12 до 4 беше забавата. Има еден хип-хоп, DJ Face од Охрид и другиот два се од Скопје, DJ Silence и DJ Skywalker. Тоа го правиме традиционално со нашиот пријател Дарко Стаменковски, секоја година, како Нова година што правиме ние сами, со Дарко Стаменковски ја правиме Маврово, таа забава се вика Open Air. Open Air, да, јасно. 2025 годинава беше, на 16. И кажи ми вака, не, на пример, окей, сакаш да речеме да организираш една забава, посебно ова као ја што ги прави во ритуал. Прво, на што размислуваш? На пејачот да го договориш, местото да го договориш, еве луѓето веќе си искусен доста, па те знаат, па самите ти се јавуваат, али првото или координирано тоа го правиш еве за Нова година, како иде на процедурата за на работите? Процедура нема шаблон, нема, ако ти каже некој, тоа е исто кога да прашуваш се, дај ми ја формулата да се збогатиме. Значи ниту ја знам, ниту ти ја знаеш, ниту јас можам да ти ја кажам тебе, и ниту ти мене. Значи тоа е, да речам, има некои ситници што треба да ги запазиме, ама не е тоа као закон строга вистина дека мора така да биде. Ако некој сака да направи забава, мора тоа да го направи. Не мора, ама има некои, да речам, правила, некои ситни што би можел да ги запази, некои точки каде што би ја иструкал забава на едно повисоко ниво и подобро ниво. А тоа е дека мора тој кој да направи некој настан, кој да биде, мора да има причина зошто ја прави таа забава. Значи, таа забава мора да има поента. Дали тоа приказан, мислам, дали тоа било македонска забава, дали било Open Air Маврово, дали било Дочек Нова година, дали било Стара Нова, дали било Валентин, дали било не знам ти што. Значи, првично, појдовна точка мора да има поента. Поента забава. И ти гледаш која е поентата на таа забава. Второ, треба да е добра локација. За таа намена треба да избереш добра локација. Ако мене ми е замислата да правам забава како од Алпите, јас го бирам Маврово. Така, нема да изберам Кавадарци, Новиовски центар, што е. Тоа е супер. Тоа е супер и тоа е за почет што го прави, мислам, Митко Јанчев. Мислам, голем поздрав до него. Ама не можеш да правиш ти таква забава во Кавадарци. Го бираш најдобриот скијачки центар, така? Најдобриот скијачки центар, не можеш да го правиш долево некоја колиба, така? На паркинг не можеш да правиш забава. Го бираш местото кај што е највисока надморска височина, тоа е 1800 и нешто метри надморска височина и се вика Тривкова колиба, мислам местото горе. Тука има добра зграда направено, мислам добра инфраструктура има Маврово, знаеш и сам. Има скијачи, има и рандом луѓе доаѓаат и мислам луѓе што сакаат да го поседат Маврово. И мислам долго време во годината во зимскиот период има снег горе. И тоа е многу битно, значи забава мора да има снег. И за пошто е таква ситуацијата, го бираш тоа место. Сега, ти сакаш да направиш забава како од Алпите и си бираш добри диџеј. DJ Face од Охрид е профи диџеј, не знам дали го знаеш ти. Ама е супер диџеј за хип-хоп, тој доаѓа со грамофони. Тој ти е нешто слично како Айрис Креч Скопскиот наш. Те текнува? Добро. Од Шуршот овој. Океј, да. И сега имаш тука, мислам, други квалитетни два диџеја, Silence и Skywalker, тие се техно, deep house, комерцијала, че тие да понесат малце атмосферава на повисоко ниво. Јасно, да. И се навративме на Маврово, ама исто безбедноста сакам да кажам дека е, не знам, обезбедување редари и луѓе. Пример ти дадов за тоа дека треба да има појдовна точка, таа појдовна точка поентата. После тоа го бираш најдоброто можно сценарио за тоа да го направиш и нормално конекција. Значи ти е многу битно да имаш добар нетворк. Самиот човек што сака да направи настан е многу битно да има добар нетворк. Тоа се подразбира да има окружување, добро, квалитетно окружување и добри луѓе контакти, каде што сето тоа може да го сервисира одма на брзински да го организира
и да повлече маса на народ маркетиншки да го испромовира тоа. Откако ќе го испромовира тоа, самиве луѓе да посакаат да дојдат на тој настан. Јасно, да. Значи тука е многу битна алатка на маркетинг. Да. Каде што сметам дека ние сме окей, дека не сме нешто многу профи, ама дека сме во трендов окей, дека ние ги пратиме трендовите за маркетингов на настаневи што се организираат во светот. Да, се колку луѓе очекуваш да дојдат на забавата, прилика вака? Па веќе беа 500 души. Па добро, веќе беа. Не, добро, ова го кажуваме сега, добро, веќе поминало, ама добро да го кажеме. Сега здравје, нели, се вика здравје за све, да си биде се најдобро. Едно е 500 луѓе, добро, може веќе да. Едно е жилбата ти да сакаш пример да дојдат 2000 души, а едно дали може стварно 2000 души да дојдат таму. А друго е што може да се направи во реалност и сега ние имаме договор некој со Бачилово горе, со ски центаров исто така и со агенције што не возат до таму. Значи, значи од Скопје организирано организиран превоз, да. Да, со автобуси, со коли, со све. И колку време трае забавата? Од 12 беше забавата до 4. Па да. Као еднодневна им правиш на луѓето, да. Таргет група исто многу е битно, кои ти се од 20 до 25 години, 30 тука најде. А влезницата колку? 700 беше со повратна карта. И со повратна карта. Да, супер. Се он има обврска тука 500 да платат за жичара, ама тоа си го плаќа на ски центарот. Мислам Заре Лазаревски. Да. Па добро, еве ја на пример тоа што го правев искуство, мислам веќе 9 забави правевме, здравје утре идеме, тоест веќе сме. Ти имаш многу јака поента, значи со тебе за поентирање не може никој со тебе. Кај мене приказната е. Мислам, кеф ми е што ја правиш таа поента. Да, ја исто правам забави, само моите забави се строго конкретизирани патриотски. За промовирање на македонски вечери, еве на пример ние за македонска организација што мислам македонска забава што правевме прво во Ритуал. Првично беше планот да биде во друга кафана и да бидат околу 300 гости, што за нас е реално окей бројка за оваа кафана. После тоа испадна дека кафанава не може на време да се заврши, затоа што беше нова кафана и ми ветија дека до 1 декември ќе биде забава кафанава готова. И ја онака со таа надеж идев. А забава мислам не ми текнал кој датум, а дали беше 10-14 декември, значи беше прилично блиску и ми се јавам на газда, викам, дај брат, викам, до кај си нешто работава, тој ми вика, вика, извини, вика, до 5 декември, викам, ќе ја направиме. Викам, добро, ајде. И јас одам таму да видам кафанава, не воопшто не почната. И мене која ме фати веќе една ладен пот. Ладна пот те облеа. Ладен пот, буквално, и јас викам, што да правиме, тука почнавме лева, десна да бараме места. И на крај да се договоривме во Ритуал некако во последна секунда и се договараме на карта 1500 денари со вклучено со неограничено јадење, со топла даска и со месо, што беше прилично многу богато, ама и скапо. И ја пуштивме така картата. И ја пуштаме картата и слабо интерес. Нема луѓе не се пријавуваат. И тоа пази, ти си гигант на социјални мрежи. Да, значи рачунај го тоа. И сега тука ја заборавив да кажам, доаѓаат Next Time, Владко Милодиновски, Орце Стевковски, Методија Столевски, Василија Петрова, доаѓаат уште цел бенд со нив, многу луѓе доаѓаат, едноставно доаѓаат најаките пејачи, изведувачи у Македонија за македонска музика. И некако и за нова година, нели секоја се карти поскапи. Мене ми беше искрено чудно како може за нова година да има 3000 денари влезница за еден бенд што ќе свири, а сега тука за предновогодишна забава за 1500 денари со неограничено алкохол со све, да интересот да беше многу слаб. И добро, ајде викам што да правиме, ќе намалиме на пиење, ќе намалиме на јадење, картава да дојде 1000 денари. Направите неколку 3-4 варианти направите. Да, и добро, ајде. И малце се зголеми бројот, стигнавме бар до 180 луѓе, но пак беше бројкава 300 да се значи на таа бројка целевме, ама знаете како, знаеш, просторов е за 700 души, имаше два простори, има една голема сала и една мала. Ај викам, добро, за малава, пак 180 ќе бидат окей, ама некако не ми се допаѓаше. И на крај пак уште еднаш намаливме цената, скративме уште на топла даска на ова за да дојдат на 700 денари и тука веќе тргна работава. Но се до моментот кога не влезе спонзор во целава приказна, не влезе спонзор, ги купи сите 750 карти и плати околу
па колку му доаѓа, околу 10.000, 8.000 евра, околу пола милион денари. Добро. Плати и ги донираше и целава забава, ствари, целова Многу ми е пиење криво што не јадење. успев да дојдам тоа. Да, те поганев, ти Да, дојди ја на бе прва специјален, забава, нема врска, здрави живи. Значи беше платено од негова страна. И најакото беше што дојде 800 луѓе. И сега веќе маце друга атмосфера се дигна. Видов видеото врв беа сите. Да, и маце ми е криво што и тоа што го поентираше ти дека ние самите не си го да е Аца Лукас, кај што ти на Борис Трајковски ќе седиш на столче и ќе платиш 1000 денари, добро, него Аца Лукас си носи маса, тоа е легенда. За пример на Аца Лукас ќе ти кажам само дека тој требаше да влезе во декември во некој хајп, во ноември конкретно, да влезе во хајп зашто се пушташе и филм и нов албум имаше, Да. и него достигна тој хајп како на Пријовиќ претходно. И мислам концертот помина супер, ама не беше таква заинтересираност масовна како што ти Добро, мислиш дека да. би имал Аца Лукас. Не, добро, еве за Пријовиќ да збориме, на пример таа ја наполни цела сала. Таа Значи, беше колку- врв, И колку беше своевремено карта? лани. 1200 денари, така Да, од претпоставам. 1000 денари почнуваше до Да. 2000. Е, сега- Мислам е, дека сега зависи мо- кај си до. Е сега муабетов кај мене е тоа што тука бевме 15 музичари, картава беше 700 денари, имаш 3 гратис пијачки плюс топла даска и месо, значи плюс 2 даски и на коња па и седиш, настоиш. И тоа им беше проблем на луѓето. И беше проблем на луѓето. Мислам, не А ти го голем. направи тоа супер, ја те пратев цело Да, време. значи, све Ти го организирано, изрекламира тоа најкоректно што може. Најмногу што може, и со реклами, со све, значи кога влегуваш, од лева страна имаше комити, онака да се сликаш со нив, со платена фотографија, после После беше лепче, вшемата пакетче да донесеш. Да, пакетче наместо влезница, така беше договорот, пакетчињава ги донираме на деца во социјалниве семејства и социјално загрозениве и процедурава беше да имаш она лепче со букове, со сол да каснеш, значи целиот Да. филм беше таков, значи доаѓа исто така и тапанари, значи доаѓа и музичари, зборам со тапон каде штудираа по пола сат, кавал имаше виолина, зборам стварно најаките музичари дојда и маце не ми е јасно што дали кој е проблемот тука, зашто немаше до тој интерес онака да се зголемат луѓето да биде и ова сега ти го кажам тебе муабетов да не знам. Затоа што тебе луѓето те прецепираат како здружение патриотско. И сега мислат дека ти треба да ги платиш сите овие работи, мислам дали спонзор твој или некој ти лично, дека ти треба да го платиш тоа и дека ти ја правиш таа забава да ги почастиш нив уствари. Пошто не те прателе цело време, некоја таква прецепција може да добиле луѓето, а и исто така може искривени вредности да имаат за тоа ти дека ќе заработиш, не знам ти колкава сума на тој настан. А можеш да замислиш ти за 700 денари, јас колку можам да заработам со 3 пијачки, ти со, си или со на 2 нула даски. или нешто или минуси. Нема. Сам ја работам со угостителство, гледаше 15 години со луѓе со Сега ќе све. отвориш и кафана, така Да, ресторан отвараме беше, на така да. трети. Ајде Која ќе. ти да го кажеме? Па ова ќе иде за 2, не знам точно за 2-3 недели ќе иде, али добро, нема врска. Добро, отвараме Ако бе кажи си. Отвараме Grill House, се наоѓа, мислам ќе биде на Стара рампа кисела вода. Тоа е замисла на бургерница, ресторан и на скарана кило. Значи 3 во 1 комбинација, каде што ќе бидат мислам сите задоволни. Ако бе супер, ќе нудиме премиум дојдем, да. квалитет, брза услуга и достапни цени. Тоа ни е нашето мото. Да. Така да, ете, и разликава беше, јас ги ја правам на јаката забава, додека луѓе плаќаат 1200 денари да седат на столче. Само карта. Значи, нема тука ни буковец, ништо. Да, буквално ни буковец. Ни орегано ништо, ни компирче нема. И сега, знаеш, маце тука мене вредноста ми е онака, маце во знак на прашање, сега имаш, тебе ти се нуди ова, и ти се нуди тоа толку малце и ти го избираш тоа помалото. Можеби толку Александра Пријовиќ ја нема. Па ќе кажам, све зависи пеачи тој другиот кој да е, каков е во кој тренд е пеачот, дали е во некој хајп јак и секој може да сака да го види. Збориме за имиња, збориме за Диновски, next time. Едноставно само и next time да дојда, тие ќе си понесе Благоја Груевски дојде, значи збориме за најаките. Да, најаките наши не се доволно за најаките балкански. Тоа е прва работа. Или ние не ги прецепираме така. Или ние не ги прецепираме така, народов не ги прецепира така. Да. Можда јас и ти се согласуваме за така дека е поголемо име, ама останатиот народ смета дека
најдобриот на Балканов у тоа време е подобро да идам таму него ли да си поменам супер на патриотска забава од 700 денари. Или па дека тоа угляко скапо или дека ќе заработиш на него. Оно синдром на да умре коза на комшија, знаеш. Муабето тој. Знаеш како вака сакам да те прашам, например, ти цело време си во бизнис, цело време работиш. Си помислил некојаш да одиш во странство или можеби си работел нешто или па да се вработиш државно да од на мајка ми страна фамилија, цела фамилија скоро се во Швајцарија, во Цирих. Сите војковци ми се таму, практично да речам, баби, дедовци. Сум бил на гости таму, да, ама не знам што да кажам. Сум бил неколку пати на гости таму, ама не ми е тоа за живење таму, валјда дека не се толку комуникативни може, не знам зашто. Не мојве, мислам, роднини таму, него самиот народ таму дека е многу ладен а иначе супер е таму за живење, вака кој ќе размисли човек дека е неко таму. Мислам, некој ќе каже дека пример Германија не е таа што била или Швајцарија не е таа што била, не. Ако си човек што работи таму, супер е да живееш таму. Ама како и да е, ти никогаш нема да сакаш да останеш таму да живееш. Секогаш сакаш да се вратиш. Ја примери кога би работел во Швајцарија или во Германија или во, не знам, Белгија, би се вратил секогаш дома, јас никогаш не можам таму да останам. Препоставам и ти. Јас живеев и самиот, јас живеев во Словенија 2 години, таму седев и едноставно луѓето се ладни, времето многу ми влијаеше мене. После 5 часот ти си таму мртов. Да, тоа е тоа, нема што да правиш, нема забави. Таму има забави, ама зборам за Словенија, нема за Словенија, се почна нема Словенија, нема. Например, зимно време се стемнува 5-5,5 и готово. Словенија е таков систем. Словенија е таков систем. Да сме во корона време. Да. Словенија е таков систем. Не знам за другите земји, на пример Америка бев маце, добро, поживо е тоа. И тие горе сигурно Финска, Русија, тие други. Да, и така се за еве сега во Германија на пример ја правиме македонска вечер, таму со Legacy Event, се дечки не знам дали ги знаеш од Германија работат и носат македонци. Не, јас знам за 44 евент тие. Еве Зикова, не знам Филип Зиков дали го знаеш, исто нема врска, поздрав дечка да го гледа. Муабетот е таму што они отворија исто вака, искуство што го стекнале со маркетинг, со забави, во Германија отидоа, во Хамбург се сместени и сега на пример прават тури од Некстейн, Каролина Гочева беше таму, сега собираме средства за македонскава црква во Хамбург. Правиме забава, околу 800 луѓе доаѓаат и за македонците таму се организира со цел парите да се донираат за изградба на една црква. Така да стварно еве на пример тие работат и баш сум со нив во комуникација, еве утре здравје идеме. Така да еве што ќе препорачаш ти вака на главно на младите што сакаат да започнат, еве гледачи што гледаат ова, како да почнат, што се првите работи што треба да ги видат, резонира. Моја препорака до гледачи е помлади е дека малку забава никогаш не боли, знаеш, онај слоган на Леонардо Ди Каприо, дека a little party never been kill anyone. Да. Значи поента е на подкастов е да ги потикнеме луѓе, посебно во Скопје, едноставно мислам дали е дека голем град, еве голем град е вистина, ама некако дали има малце забави, дали мојата перцепција дека има малце забави. Еве сега самите заклучиме дека до четврта. Да кажеме тоа дека од самиот да речеме не минус нулата, од многу под нулите надоле до денеска разликава е цело време се зголемува само обемот на работа, луѓето се зголемуваат. И, например, ако тоа што го правил тогаш во тоа време, како дете, сега го правам на друг начин, исто. Да. Али дека јас сум работел, значи јас сум имал 5-6 професии до сега. Што сум работел како од 8 до 4. Да. Јас сите ти работи не сум можел да ги работам паралелно со оваа работа. И сите ти работи сум ги оставил заради оваа работа. Што работам сега. Јасно, да. И мислам, јас сум пробал да ги одам тие паралелно, двете работи, ама не одело и стално завршувало тоа после месец, 2-3 договор, раскинување на самиот договор, максимум година дена. Значи сум работел и во банка, и доставувач, и не знам, и таксист или било што нешто. Да. Еве се отвараме бургерница, да повториме Grill House супер. На Стара рампа, кој може да дојде слободно. Да, здрави, ја ќе дојдам. Да проба отварањето на 3.3. Многу е битно дека од порано до сега се менува и така и ќе продолжа се менува. Значи нема ништо да остане вечно. Да. Значи трендов се менува постојано.
Што беше прашањето, извини за? Па прашањето беше за ново На, прашање. на младите, да. Да. Да никогаш не да не прават нешто што мораат да прават. Некој што им кажал дека е добро, дека нешто што треба да го прават. Они како се осеќаат, како се чувствува младиот човек, тоа да го прави. Да нема некој притисок од страна, треба ова, треба тоа. Ако тебе ти се оди на ликовно, ќе одиш на ликовно од средно, нема да идеш на општествено хуманистичко Б, пример, карикирам се. Ако тебе ти се оди, пример, не знам, на друго место, а ти викаат вам оди, математичко, сакаш математика и готово, пример, ме сакаш, нема кој да ти кажува, пример, нешто што да правиш ти. Јас стално сум имал и од дома, пример, и поддршка и не поддршка на некој начин, ама секој сум го правил оно што и јас, мене ми е добро да го правам и сакам да го работам. И ти исполнува. И што ме исполнува, да. Например, од тебе те исполнува, ти си го правиш ова профи, така? Да. Ти си ова најдобар, друг нема. Сам бољи од тебе во оваа работа. Сам во оваа работа, ова не е како работа, него твојата, речам, идеја. Нема боле некоја организација боле од твојава за оваа идеја. Не постои, така? Е сега, глупо да кажам за мене дека за мене не постои, а како сами од себе се фалиш, нели? Ама од тоа време до денеска може една-две екипи се останати како мене што се. Може и ни една да нема. Ме сеќаш? Тоа е разлика. Па тоа е во главно тоа што сакавме да покажеме и на младиве и овој муабет сега што го направивме, сметам дека младиве треба исто така да освен домашно воспитување, гледаш што се случува во последно време, освен домашно воспитување, тие треба некој да ги земе со нив некој, како мене што ме зеле, значи за да они го добијат оној стил на комуникација, начин на комуницирање, култура, градска средина, начин на однесување, значи да тој ако сака да прави пример за овој, да некој го менторира него. Значи јас имам мои помали деца што им сум ментор на нив, да речем на некој начин. Они ги обучувам како да продаваат, значи ти треба да имаш продажни вештини исто така. Значи не е само биди мангуп и готово. Значи јас ги бирам оние кои што сметам дека може да имаат потенцијал во нив и ги зимам со мене и работам со нив. И работам конкретно нивни. Има ли иднина во забави во Скопје? Па види иднина сега, немај што мислам сакам ти кажам дали забави не се све на светов, али е добра работа како издувен вентил на луѓево да излезат негде, да. Значи сега ти не можеш да работиш 10 сати, 12 сати дневно и да не се опушиш нигдека. Ти можеш дома да легнеш у кревет една, два пати, три пати, пет пати, ама сакаш да се издуваш негде, да отидеш на забава, да запознаеш некоја, без разлика да имаш девојка, не девојка, не знам сега, али како и да е. Приказнава е дека социализацијата на луѓето мора да постои. А тоа се прави освен во читална и на забави се прави тоа. И сега тие млади деца, од кои ќе ги обучиш така добро, тие постанува страшни менаџери после. Менаџери за настани. Не менаџери, пошто општо концепција на менаџер може сега публика може погрешно да разбере дека менаџери се само луѓе што организираат настани. Не, менаџери се сите оние кои управуваат други луѓе за постигнување на одредени цели со одредени ресурси, така? Да, јасно. Тој може да биде и командант, примерно, на војскава, може да биде и доктор, директор, може да биде било кој. Да не филозофираме сега кој може да биде менаџер, али муабетот беше дека за такви менаџери треба да се калемат многу добро, уште од мали, да речеме 18 години полнолетни, каде што они ќе бидат своевремено мангупчиња на нивна генерација, каде што ќе може да направи со нив може да направиш било каков настан во секој време. Јасно. Добро, Филип, тоа ќе е при крај на емисија, нашето време заврши се вика, ќе се дружиме после на пиво, али мило ми е што дојде тука, кажа најискрено што можеше за твоја работа, не запозна кој е и Big Bang Events и ти како, еве ги кажи некои тајни, така да мило ми е што дојде. Да, има уште многу за кажување, ама ќе оставиме за некој нареден пат, не е све, мислам, кажано. Сигурен сум дека има нешто што сме пропуштили, дека некој ќе не коригира со коментари или било што. Во коментари, баш ќе ги читаме, ќе се нас не знае народот, мислам, мене ме знае
тебе со маска си Па добро, мене ме знаат со маска, мене Тебе пак те ми знаат со изградено маска. со Како со Девито бренд, доаѓаш како во Девито. македонска Абе, верзија. Добро, се, ама Девито не ме спореде со Девито, ама добро, се зезаме, нема врска. Да. Како за крај сакаме да ги поздравиме нашите поддржувачи, верни спонзори, Вегера, Адвокатско друштво Менкиновски и Кафе Аристократ. Така да, тоа е тоа, патриоти, се надам дека си поминувте убаво, научивте нешто ново од Филип и се гледаме во следната епизода. Поздрав, чао, чао.